промени во образовните политики од градинка, од предшколска возраст, па се до високо образование. Во рамки на нашето формално образование, многу често грешките се санкционираат. Додека, да речеме, во развиени економии, особено земји кои што имаат многу напредно образование, како скандинавските земји, имаат поттикнување на учење низ обиди и грешки. Целата поента на стравот од неуспех лежи токму во тоа и ние треба да бидеме свесни дека образованието мора да се менува за да може да го фати текот на потребите кои што ние ги дискутираме и особено да дојдеме на долг рок до жени кои што ќе бидат спремни да се зафатат со водење на сопствен бизнис. Од друга страна имаме една ситуација во која што жените не умеат да препознаваат можности. Тоа се должи исто во голем дел на образованието. И зошто го критикувам образованието? Затоа што и самата сум дел од истото и можам низ лично искуство многу добро да ги видам тие слабости. Ние имаме дипломирани студенти кои што имаат во известна смисла и знаење за да почнат собствен бизнис, но се уште, бидејќи отсуствува алката, поврзаноста помеѓу приватниот сектор и помеѓу образованието, не се доволно сигурни во себе да кога ќе излезат на пазарот на труд и на пазарот за водење на собствен бизнис, дека ќе може доволно добро таа можност да ја препознаат, бидејќи е пресечена врската помеѓу приватен сектор и образование. Тоа мора да го менуваме.